Ќе цитирам еден колега кој ми е раководител на сектор за поддршка на градоначалник, вика градоначалник, 2 чекора идам напред, 3 назад, толку се врзавме за овој објект, во кој што многу битни одлуки донесовме изминатиот временски период, но одиме на подобро, одиме во новата општинска зграда. И јас сега ги предав на директорката од Мајски цвет и ги предав ключовите од оваа барака. Они тука ќе бидат 2 месеца до почетокот на ноември, додека не се изгради градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1, а потоа ќе започне да се гради градинката Пролет кај Канела, па потоа тие деца ќе ги распоредиме овде, ама до тогаш ќе ни биде слободна и другиот објект кај што е сега урбанизам, така да комплетно таа градинка ќе можеме овде да ја преселиме и ги предадов клучовите од денеска натаму. Тие раководат со овој објект, имаат одлични услови, има подно грејење, ладење, посебни има соби за дневен боравок, посебно за спиење, така да ќе се сега негде малце спиењето ќе биде потесно, меѓутоа ќе се за 60 дена, односно за 8 недели, ќе се потрудиме сите за да можеме потоа да влеземе во новиот објект. Каква ќе биде судбината на овие 2 објекта по завршувањето на престојот на децата тука? Па едниот објект имаме намера да како ќе донесе одлука Советот. Штета е да го рушиме, иако е времен. Штета би било да го рушиме. Ние имаме времени објекти кои се од 65-та па до денеска. Би било добро едниот да се користи за градинка, како дополнување на оваа градинка овде, градинка Торце Николов, а другиот објект веројатно дел ќе биде за архива за општина Карпош да го користиме, а дел ќе биде даден за културно-уметничко друштво Орце Николов, кое слави оваа година 51 година.